Македонски речник е доказ дека во Грција постои македонското малцинство. You Macedonian faggots, you bastards! I'm gonna kick your ass! We're gonna burn your books! You're gonna see! I'm gonna tell everything to Malaver Kostas! I mean Prime Minister Karamanlis! Маскираниов, кој ви е? Времејте му клеки! Времејте му клеки! Времејте му клеки! Ќе го викнеме председателот на Косово официјална посета, која ќе ни биде работна посета, а може и домашна посета со брза помош и Славе Пашовски таму работи. Не чуја да го доđем у ваша земја, пошто ако го нема на фанфар, како што смо се договорили, на гарда со трбушним денс и плюс ја очу, да не буде мало преокомуциран, плюс очу црвени чилим, мислим, као Оливот на Оскар што го правел. Ако не знае Хорхе дали сака официјално или работно рандеву, ја ќе го посетам дечкото од Косово, да му сролам едно да се олабави. Ма има да се осеќа као на летешки килим. Црвен. Ужас, катастрофа, катаклизма. Косоварот не дојде. Жуто, бело, овертоус, фолија, снифање, паковка, кристалмет, пукање овера, джанак. Гекоке, ми, коке правиме, кога проликов. Извините ми се, молим те вас. Чим е тако, сада Косово на Македонију има да го уведе реципроцитет. Дали ме сватате? Кад ников председник доđe, има да го носим ја у кафич, на шипку мало. Види вака друг. Онај војвода Thачи ќе го прави нов споразум. Ја предлажем, док он го прави споразум сам со собом, сакаш, пошто е сада само партија, ми идеме на ливад улов на пепелјуги. Овај на тутелјуги, бе? Пеперутки. Тачно, тој е тој. Нечу. Зашто нечу, бе? Како нечу, море, Цвече цвета, пепелјуга лета, коалиција цвета, сваќаш? Зашто бе ти го дремеш у кабинет, а? Не го дремам во кабинет, дремам во депресија. Зашто бе? Због овој криза што го беше? Заради Косово, бе, дура. Косовес? Па ти си го признал Косовес, бе? Сада? Па сад ќе цверам на вака како Косовес. Исто? Абе, се и дел ке ни стегне реципроцитет. Како бе Шта? Реципроцитет. Види, доци вети види, оти причаш ти бе влашки бе тука. Реципроцитет. Косово ке ни стегне реципроцитет. Леле, пеци, специ, па деци. Не иде бе, многу е ова досадно бе, боринг е бе. Види, идеме да го викам оној демокрација фуре. Че го правим ербариум за Брисел. Додека светот го тресе свински грип, Македонија ја погоди синдром на ретардирани сложени имиња. Ако не признајте нашата грчко-православно-христијанска, охридско, а не струшка, тотална архетипска архиепископија на печкати материна, патриаршија, але заборев, шо сакам да кажам јас? Овој проколнам, еј! Денес вече ја поставивме таблата на влизот во градот со новото име на Скопје. Даха се друга организација за борба против вредите се вика Солидарна фронтна унитарна земско-националистичка организирано либерално-гротска јака алијанса. Скрашено, чрез бузиологија, за да ја влечеме крска во лицето. Ајде сега да видиме што тоа има на нашите телевизии. Драги гледачи, а сега ексклузивна вест.
Тоа беа ексклузивните вести. Меси ја прифаќа топката, Меси се пробива, го поминува противничкиот соиграч, продолжува сам, каква виртуозна игра и конечно Меси нафрла. Ето шут и гол! Че го видите голот во вечерните вести. И во денешните вести не е страшно, не е опасно. Ке се испере. Лустрацијата падна на уставен. Дојде време и кодошите да станат дел од нашето отворено општество. Бейбе, какво е чувството да си првиот кодош што јавно излезе од плакар? Фантастично, фантастично. Нашиот следен потек е организирање кодош парада на площад. Ако се гради црква и џамија на площад, тогаш ние бараме храм на удба. КПМ е повторно на власт. Кодошката партија на Македонија победи на парламентарните избори. Законот за лустрација на кодошените го ставам на гласање. Кој е за? Кој е против? Со донесувањето на законот за лустрација на кодошените ќе се види кој во оваа држава работел против комунизмот. Каде сега ќе се криете мајката ваша кодошена? Кодошите навалија во архивот на Македонија, каде се наоѓаат десетици илјади досиеа. Зошто? По повод манифестацијата Кодош над кодошите ги отвараме досијата да видиме кој кодош кодошел повеќе. Победникот ќе го прогласиме во емисијата Моето домашно кодошче. Се наоѓаме на манифестацијата Кодошки вечери на поезијата. Сонот на кодошите. И уште велат дека мал и редуциран ни бил мозокот. Мал, ама технички дотеран. Значи, утре почна безвизниот режим. Мое, која ќе им изградам православен храм на трг во Мадрид и бурмали џамија во Свет Брисел. И стирче ќе им го пратиме да им го крене влајку у Амстердам. И бил во Тиси Македонија Свет Парис. И сир ќе им фаќаме на грчишта. Сир, грчишта, тоа. Од tomorrow нема виза, нема Шенген. Срекна нова, либерализирана година е. Настапи визната либерализација и очекуваниот одлив на мозоци. Политичарите по дома. Грчишта! Охи ви завеќе! Сега кога ќе ви дојам таму има халки дики ујанидики да ви го прекрстам, а бога ми и цацики ујаники! Ја тина ќе ви ја прекрстиме у бојаджи. Сад кад вам навали цело Кратово и Македонија на шопинг и факинг, има да видите чи јасон златно руно преде. А јас како Булефал на Александар ќе им се пикнам во Троја. А јас во операција Плевел ќе им ги уапсам тоа боговите од Олимп за педерастија, оргијање и пиење амброзија по свој седум. Каде сте, гакоманчишта? Каде сте, кај отидовте? Сега на вас мајка расплака цела наша Македонија. А се, друзија камаради, иде да им рушиме грчки барикади. Дија трија. Кај сте, јунаци? Провокаториште едно. Шо е се ова? Македонија воведува Шенген за Европска Унија. И како сега да се вратиме? Ке чекате за виза 1-2-13 години. Значи нема враќање. Абе, зашо да се враќате кога толку пекавте да влезете?